Животинска фарма на Џорџ Орвел во изведба на Струмичкиот театар. Утре премиерно ќе се изведе представата за која режисерот вели дека не е само исмевање на системот на поранешниот Советски сојуз, како што била првично наменета, туку важи и за денешницата во која целиот свет е животинска фарма и го управуваат големите сили. Сигурно дека е така. Ние сме во однос на светот некаква си животинска фарма, но и светот во глобала, потоа се сведува на тоа. Имаме впечаток дека после последната голема револуција, комунистичката револуција, некако светот и времето како да се наоѓа на крајот од историјата. Имаме впечаток како да не е веќе возможна некаква голема општествено-политичка промена која ќе донеси нешто ново. И во тој комодитет, така наречениот неолиберален капитализам, комотно си владае и комотно ги употребува истите методи како што се употребуваат и порано. Истите методи на владење. Така да оваа пиеса, некој, мислам овој роман, некој го сведува и како прирачник. Прирачник за методи на владење на власта со народот. Актерите велат дека режисерот успеал да ги сплоти и да создаде атмосфера на заедништво, што било причина сите да дадат максимум во представата. Се случи тоа представата да ја направиме на крајот на годината, така што чекањето траеше малку повеќе и за моја среќа бев и сум вклучен во овој проект. Како што рековме, го играм ликот на Наполеон, кој вака најбанално кажано еден негативен лик. Мене ретко ми се случувало досега, можеби и никогаш да играм еден таков лик, така што за мене лично беше огромен предизвик. Ми беше задоволство да работам со режисерот Љупчо Ѓоргиевски, ова е моја втора соработка со него, се надам нема да биде и последна. Многу работи можев да научам од тој човек, како на приватен, така и на професионален план. Сето негово искуство, мислам дека многу добро влијаеше за целиот наш ансамбл, па и за мене, вклучувајќи ме. Голема среќа имавме што работиме со режисер кој е отворен, искрен, директен, непосредно ги кажува сите работи, без да врти одоколу. И сето тоа допринесе да ние како екипа се здушиме, се ослободиме, да се ослободиме од таа згура што имаме натрупано. Сето тоа